општината кога ги гради сами, а не со ЈПП, тогаш сумата е неге 390 и нешто илјади, 400.000 евра сумата. Дека општината не е во можност, најверојатно да има сопствени средства за оваа работа, или пак ќе треба да зема кредити за оваа работа. Ова важи можеби за некоја помала општина, меѓутоа не важи за Охрид. Значи, моделот дека ќе се работи за јавно-приватно партнерство е усвоен од страна на Советот на 30.4.2025, каде имало можност да се изјасни Советот дали ќе оди по пат на јавно-приватно партнерство или ќе оди по пат на изведба од самата општина, односно од инвеститор. Веќе ако се дава на приватен инвеститор, ова е давање на подарок на приватен инвеститор. После 19 години, вие сами знаете, дека целата централа скоро е за распад. Значи, таму не пишува да се обноват во одлуката или до прва ќе носиме, се пишува да се да во ток на 19 години да се обноват сите панели и инвертори, бидејќи друго нема, посериозно. Значи, тука пишува само 19 години да се исправи. Тие може да се исправи 19, ама векот на траење на панелите е 20 до 25 години, бидејќи и после 20-та, 19-та години натака, тие може се исправени, меѓутоа нивната моќност се намалува за 10, 20, 30%. И целта во првата студија која е усвоил Советот во 2023 година е назначено дека со целосна амортизација престанува и да постои основното средство. Значи, физибили студиите ви се достапни во Советот, мислам некои од советниците ги имате, значи за работи кои што поминале и кои што се донесени позитивни решенија од Советот, забава е повторно се враќаме и да дискутираме. Во трошоците на годишно ниво предвидено, ако сама општината би градела, се предвидени обезбедување 2 вработени, 2 милиони скоро денари, одржување 20 вработени, по толку плата 3 милиони 840, отпад 503.000, не знам кој отпад ќе произлезе од фотоволтаична централа на годишно ниво, кој ќе се гради, бидејќи минималниот отпад од хартијата, од панелите кои ќе се растураат, и инвестиционо одржување 1.623.000, односно годишен трошок под А1 е 6 милиони и нешто денари, односно 100.000 евра би имало годишен трошок. И сметам дека е сосема оправдано заклучокот подобро да земе 70.000 евра за штедена електрична енергија, претворена во финансиски средства, отколку да влегуваме во ризици кои што не ги познаваме и искрено немаме капацитет да ги одржуваме. Па галеѓани беше ги поставуваат, не се стручњаци за фотоволтаични централи, што ги поставуваат, и установите не се, нормално, ако веќе има потреба таква држава, има фирми со тендер кој што ќе ги одржува. Приватниот партнер ќе ги определи тие што се за општината, например, со по 200 и нешто вати кои што имат и помала моќност и помало производствена електрична енергија ќе даде, а на другите што се негови ќе има појаки панели ќе стави, повеќе производствена електрична енергија. Затоа не треба да е 470 метри квадратни услов, него треба да е, пример, ако е соодветно, на што кажавте, 25% од произведената електрична енергија. Меѓутоа, да нема заблуда, значи сите панели се унифицирани и ќе бидат од 500 до 550, значи нема панели што ќе бидат поставени од 200 вати. Во физибилите студијата пишува дека општината покрај објектите што ги обезбедува има и надоместок за уредување на градежно земјиште. Од онаа што го знам, тој е комунали. За поставување на фотоволтаични централи на покрив нема надоместок за уредување на градежно земјиште, ниту ако е и приметник, ако е инвеститор, ниту општината посекаква. Делота електрична енергија ќе ја користи, например, училиштето. Како ќе му ја плаќа? Секоја фирма, училиште, установа кој што има над 50 вработени, е задолжително да распише тендер за јавна набавка на електрично снабдување со универзално снабдување со електрична енергија. Две сметки ќе плаќа и на универзалниот и на јавниот партнер што ќе на општинама. Не може две сметки да плаќа, една може. Значи, не знам тука како ќе ви е решено.
зошто е изоставено само школото Братство и единство од сите школи, значи сите основни школи ќе бидат поставени. Да, предпоставам дека главната централната зграда е многу стара, меѓутоа другиот објект е од понов карактер. Братство не знам зашто исполнето, меѓутоа постои можност дополнително да биде решено на друга постапка, не во ова со ова физибили студија, пошто на трите физибилити студии веќе се утврдени критериумите.